Член за поставување пратенички прашања. Според редослед утврдена координација господин Стефан Богоев. Повелете. Благодарам. Почитувани колеги, почитувани граѓани, си изнаслушавме многу работи и слободно може да заклучиме дека по многу негативни трендови и негативни ситуации во државава сме познати во изминатите 10 години. Целиот свет дозна за вистината за Македонија и сите ја добивме бруката, но мислам дека ќе се согласите дека после вистината за Македонија, она по што на вистина сме познати во целиот свет, е хорор и катастрофалната состојба по нашите студентски домови. Зошто е тоа така? Ајде да видиме. Премиерот во заминување повеќе пат ги излажа граѓаните, ги излажа студентите. Покрај тоа што во секој изборно ветување ветуваше дека ќе ги реконструират студентските домови, дека ќе изгради нови студентски домови, тоа не се случи. Но ајде да видиме и во меѓувреме какви изјави давал премиерот во заминување. Април 2013 година. Ке се реконструира студентскиот дом Гоце Делчев. Цитирам: уште предходно, пред да настане опожарување на еден од блоковите, беше планирано реновирање, реконструкција која што ќе започне наскоро и во текот на ова лето ќе се заврши. Така што од септември ќе биде целосно завршено и ќе може да се вселуваат студенти во следната учебна година во реконструиран блок. Продолжува: исто така Груевски напомена дека се планира наскоро да биде објавен тендер за идејно решение за изградба на студентски дом на местото каде што сега се наоѓаат бараките на студентскиот дом Медицинар. Од ова нема ништо. Рече дека овие бараки наскоро ќе заминат во историјата и на нивно место ќе се изгради нов студентски дом во цврста градба. И од ова нема ништо. Април 2013. Продолжуваме. Изјава за вашиот омилен портал Курир. 15 март 2014, една година подоцна. Студентите се во право. Целосно ќе се реновира студентскиот дом Гоце Делчев. Цитат: очигледно запоставено беше реновирањето на студентскиот дом Гоце Делчев. Она што можам да го кажам е дека веќе на следната седница во вторник ќе предложам заклучок, се надевам владата тоа ќе го усвои, за итен почеток на правење на проект за реконструкција. Штом проектот заврши, ќе почне и самата реконструкција, се надевам ова лето. Повторно ова лето и повторно од септември студентите во нови студентски домови. Од 2006 па наваму и никако да дојде до тој момент. Но ајде да видиме што се случува во реалност. Паднати тавани и лифтови се секојдневие во студентските домови. Не дај Боже уште некој студент да загине. Ладните радиатори се дел од ентериерот, додека најверојатно штом не реагирате 10 години, предпоставувам дека вие, господа од владата во заминување, печурките кои што растат од влага на таваните и на зидовите, инсектите во јадењето, очигледно ги сметате за зачин во јадењето на студентите. Кога сме кај јадењето, храна не ни има во студентските домови, а и онаму каде што ја има во бонските продавници, каде што се пазари со бонови. За илустрација, лебот лани бил 40 бонови, годинава е 70. Преведено во денари грубо, од 20 денари на 35 денари век на леб. Тоа го нема ни во продавница, а камоли во студентски домови. Велат една слика, 1000 зборови. Хајде да видиме каква е ситуацијата, да не биде дека зборуваме на памет. Студентски дом Гоце Делчев. 1200 легла. Ова е сликано 21 век 2015 година. Понатаму. Студентски дом Кузман Јосифовски Питу во строгиот центар на градот Скопје. Исто сликано 2015 година, 21 век, Република Македонија. Понатаму, студентски дом Стив Наумов, може би еден од најголемите. Видете каков прекрасен санитарен чвор, еден наспрат. 1500 легла и за волја на вистината, ќе бидам искрен до крај,
Овде сте реконструирале, имате некоја реконструкција направено, односно 140 нови легла, што не е ни 10% од вкупниот број на легла во само еден студентски дом за 10 години. Значи, по оваа тенденција, може би цел студентски дом за 100 години, 100% ќе го реновират. Но кога веќе велиме дека цел свет виде какви се студентските домови кај нас, ајде да видиме и ние какви се во светот. Студентски дом во Копенхаген. 2015 година, 21 век. Целосно модернизиран, со читални, ресторани, уредни соби, енергетско ефикасен. И еве по реакцијата можам да проценам дека се чудите како баш за Скандинавија се фатив, која што е светлосни години пред нас. Еве да видиме во регионот. Студентски дом во Пула, Хрватска. 21 век, 2015 година. Ултрамодерен, сместува околу 200 студенти. Зошто е битен овој студентски дом во Пула дополнително? Чини 5 милиони евра. Па 18 милиони евра за панорамско тркало трошите. Преку 500 милиони евра за Скопје 2014. Преведено во студентски домови, 100 студентски домови, во коњи, во мостови, во барок потрошивте. Па студентите на вас не на последно место, на ниедно место најверојатно не ви се студентите на вас. Да продолжиме. Да се вратиме малку во реалноста од Пула и од Копенхаген. Ова, за жал, не е ултрамодерен студентски дом во Република Македонија. Иако убаво би било кога би бил. Ова е, колеги, вашето партиско седиште во строгиот центар на градот, каде што вие, предпоставувам, некои денови ни 5 минути не поминувате, а изградивте ултрамодерно партиско седиште, во кое што не поминувате ни 5 минути, додека од друга страна пак, во овој студентски дом 1200 студенти цел ден седат, јадат, пијат, одржуваат хигиена каква таква колку што може да одржат, студираат и целото време тука го поминуваат. Значи за 5 минути во денот, некои денови не се ни појавувате, вакво ултрамодерно седиште си изградивте, а за студентите по 10 години ова им го оставивте. И секако овие две слики се најдобра слика за реалноста. Република Македонија, 21 век, 2015 година. Од тука, моето конкретно единствено прашање до вас, господине премиер, во заминување, е зошто ги лажете студентите 10 години и зошто 10 години воопшто не ги реконструиравте студентските домови. И ве молам, најкоректно ве замолувам, немојте во одговорот да велите дека ние во наше време ништо не сме направиле, а вие се сте направиле, дека вие многу се грижите за студентите, кога гледаме после 10 години ваше владење, ова е тоа што го оставате за студентите. Ова е сликата на просечен студентски дом во Република Македонија и ќе повторам, ова е вашето партиско седиште. Одговорете зошто 10 години ги лажете граѓаните и ги лажете студентите. Благодарам. Благодарам. Пратеникот Стефан Богоев постави едно пратеничко прашање до председател на владата на Република Македонија. Одговор ќе добиете од заменикот министер за образование и наука. Повелете. Благодарам, председателе. Му благодарам на пратеникот за поставеното прашање. Нема да почнам со тоа што вие имате направено, пратеник, пошто стварно ништо немате направено во однос на студентските домови за целиот период додека бевте и функциониравте како влада, а прилично долго беше тоа во Република Македонија. Имате состојба која што сега кај вас креира сериозна нервоза заради тоа што резултатите се видливи и самите сте организирале активисти да го гледаат реновираниот дел од студентскиот дом Гоце Делчев и ве фрустрира фактот што во ситуација во која што набрзо ќе се заврши тендерот со комплетно опремување и со мебел на тој блок, ќе бидат префрлени студенти,
во Гоце Делчев за прв пат во неговата историја во нов дел од студентскиот дом. Од неговата историја, кога велам од неговото основање и градење. Владата на Република Македонија во неколку наврати најави и реализира неколку кратни реновирања и доградби на капацитетите во студентските домови. Трета машка и женска зграда во Стив Наумов беа завршени во 2009-2010. Во студентскиот дом Стив Наумов беа изградени и инвестирани 2 милиони евра за доизградба на нови просторни капацитети, кои што не сте ги сликале, гледам и не сакате да ги прикажете како дел од инвестиционите активности на владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија го надгради студентскиот дом Кузман и точно да, ќе продолжиме со неговото реновирање, затоа што и таму е неопходно истото да се реализира. Владата на Република Македонија најави и го реконструира целиот блок Б во рамки на Гоце Делчев студентскиот дом. Да, може би сме пропуштиле некои од месеците во кои што сме ги кажале дека ќе бидат завршени дел од активностите, меѓутоа тоа е резултат на законското работење на владата и процедурите кои што мора да се запазат согласно законот за јавни набавки. Колку за ваша информација, блокот Б во студентскиот дом Гоце Делчев очекувам некаде во ноември да биде комплетно опремен со мебел и да бидат преселени студенти од вториот блок, кој што веднаш ќе почне да се реконструира, за кој што проектот е веќе во завршна фаза, а за останатите два блока и кујната има дополнителни 90 дена во кои што треба да се изработи проектот заради поврзување на целината, односно можна реализација на двата блока паралелно. Бидејќи не сакате и тоа да го кажете, во студентскиот дом Гоце Делчев набрзо ќе има и комплетно нова студентска библиотека, која што е во завршна фаза и веројатно кога дел од активистите кои што ги праќате во студентските домови требале да ви информираат дека и библиотеката е нова. Споменавте паѓање на лифтови, јас ќе ви кажам дека лифт во студентскиот дом Гоце Делчев не е променет од кога студентскиот дом Гоце Делчев е направен, но не само во Гоце Делчев. Меѓутоа, за разлика од вашите декларативни одредби и желби да прикажете дека се интересирате за студентите, од друга страна се плашите од реализација на нашите проекти, сакам да ви информирам дека во текот на вчерашниот ден е објавен така наречен технички диалог за набавка на 8 лифтови во сите студентски домови. Значи, комплетна реконструкција ќе добиете и комплетно нови лифтови во сите студентски домови во Република Македонија. Почитувам пратеник, и да сакам да кажам дека нешто е направено во ваше време, не можам, бидејќи многу повеќе се трудиме и правиме, за разлика од она што вие сте го направиле. Јас ја разбирам вашата потреба политички да профитирате, но ве замолувам, немојте тоа да го правите на штета на студентите, а имајте минимум политичка доблест, едноставно заеднички, без да се обидуваме да поентираме, да ги завршиме и подобриме условите на студентите во Република Македонија во рамки на студентските капацитети. Многу е лесно да се уништи и политички да се девалвира, многу потешко е да се семе, да се сработи, да се проектира, да се реконструира или изгради, што нешто што очигледно не било и не е својствено за функционирањето на вашите претходни влади. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Богоев Стефан. Поглед. Благодарам. Како би бил задоволен од одговорот кога го прашувам премиерот во заминување, а одговарам министер заменик во заминување? И во сериозна дилема сум дали треба да се ослова како премиер во заминување или премиер кукавица во заминување, кога не одговара на конкретни прашања кои што ги интересираат студентите. Да продолжам. Студентски дом Стив Наумов, трета зграда, попозната како женска зграда, сместува 642 студенти. Еве, повторно ќе ви ја покажам сликата вчера сликана во тоалетот во истата таа зграда. Катастрофа. Катастрофа.
Па еве повторно видете ги сите сликите. Па дали ова на нешто личи во 21 век, 2015 година? Руинирани тоалети, паднати тавани, буба шваби, жаби по ходници се шетаат. Ако сте толку убедени дека се убави и реконструирани студентските домови, ајде еве заедно ќе одиме една недела таму ќе спиеме. Ајде, еве во женската зграда, пуштете ја Гордана Јанкуловски или пуштете ја Елизабета Канчевска-Милевска, нека поспие малку во таа зграда, ај нека види малку како име на студентите, а нека дојдат они да поспијат малце во вашата партиска зграда, да видат малку и они луксус. Срамота. Затворите во Норвешка да се подобри од студентските домови во Македонија. Жално. Инаку кога сме кај минатото, само да ме подсетам дека тие лифтови кои што сега паѓаат, последен пат во студентскиот дом Гоце Делчев, се сменети во 2003 година. Од тогаш не се пипнати. Благодарам.